Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме печена пастрмка, ќе направам чипс од прас и ќе направам многу вкусен компир. Прво ќе го сварам, а потоа ќе го испржам во длабока маснотија да добие убава златна боја, ќе направам еден млечен крем, ќе испечам пиперки и ќе направам една крцкава структура со печени лешници, со презла и макдонос. Тоа ќе го ставам од озгора. Идеална комбинација за идеална порција. Гледајте не, затоа што веднаш почнувам. Драги мои, денеска ќе направам наша македонска пастрмка, класично печена во рерна, меѓутоа додека се пече постојано ќе ја премачкувам со млеко, обично кравио млеко. Претходно ќе ја зачинам, све ќе ја ставам малку да се потпече, а потоа, како што кажав, ќе ја премачкувам постојано со млеко. Компир сварив и ќе го испржам во длабока маснотија да добие убава кора од озгора, да биде крцкав, а внатре да биде мек како пире. Ќе направам еден многу интересен крем со урда и испеков 3 големи црвени пиперки кои ќе бидат исто така како гарнир. Меѓутоа, ајде да почнеме. Не ви кажав, ќе направам и чипс од прас. Многу едноставно. Купете прас, оваа дебелина да биде, пресечете го на парчиња околу 10-12 сантиметри и засечете го во средината, меѓутоа не до крај, и ставете го во солена вода што врие, убаво да се обари. Потоа ќе го извадиме, ќе го трнеме на страна, ќе ги извадиме само, ќе ги одвоиме листовите и ќе ги испанираме во брашно и ќе ги испржиме во длабока маснотија. Рибата многу едноставно ќе ја спреам денеска, затоа што некогаш, како велат, и она наједноставното знае да биде и најдобро. Засечете ја, прво убаво ќе ја чистите рибата и засечете ја горниот дел кај што е од кај што е главата. Значи само една убава линија, меѓутоа не низ целата риба. Пресечете ја исто така од другата страна. Ќе земам прво малце масло. Ќе ја премачкам целата. Со салфетка убаво ја избришав од сите страни, да нема лига. И еве ќе ја премачкам. Премачкајте го и внатрешниот дел и внимавајте кога купувате риба да биде добро изчистена. Затоа што посебно тие што се во пластични пакетчиња вакуумирани, мора да биде добро изчистена за да не замириса, и секогаш погледнете ја температурата на фрижидерот каде што ја чуваат рибата. Ако е над 4-5 степени, воопшто не ја купувајте, тогаш нема да добиете ништо добро. Рибата мора да се чува на температура од 0, 2 или 4 максимум, за да биде како што треба. Сега ќе ја посолиме убаво од сите страни. Класично испечено рибче во рерна. Сега што треба да направиме? Земете еден ваков огнеотпорен сад, ставете го во долниот дел или на средината, а горе ќе ја ставиме рибата. Она е масна и нема да се залепи. Многу едноставно печење во рерна. Што
што и да капе од рибата, ќе капе врз садот и нема да се испрља печката, нели. Празот се обари и сега јас вака листовите ќе ги ставам во ладна вода. Да се пресече термичката обработка и да можам после полесно и едноставно да ги испанирам во брашно. Натур се вика тоа, нели, угостителски делот, терминологија, која всушност е многу важна и треба секој угостител да ја знае, за да може не само да се снајде во кујната и да се разбере, него терминологијата значат во буквален смисел и техники на обработка на продукти. Најважната работа е терминологијата и термичката обработка, што еден готвач или еден човек што решил да се занимава со угостителство, прво што мора да научи. Основата на кујната, видови кујни, листа на јадење, мении, дневни карти, тоа све може да научи. Меѓутоа, одлично, сосем доволно, сега ќе го ставиме. Ќе го вратиме на оган. Прво, што ќе направам е, ќе го направам кремот на база на млечна урда. Велат дека риба не оди со млечен производ, меѓутоа протеин со протеин оди така да во многу кујни и многу готвачи комбинираат и риба со млечни производи. Овде ќе додадеме малце црвен пипер и тоа малце. Ова е димен црвен пипер и е одличен. Ќе додадеме малку путер, малце масло, сол и малце бибер ќе додадам. Маслото кога ќе се загрее, ќе ги сечам компирите и ќе ги ставам да се пржат. Меѓутоа без да брзам, полека и на не многу јак оган, за да не изгорат од озгора, а внатре да останат живи, без разлика што се варени, сакам од озгора да бидат крцкави, а внатре да бидат меки како пире. Тоа е поентата. Одлично. Компирот полека го ставам да се пржи, затоа што рибата за 10 минути ќе биде готова, а јас морам да бидам спремен со се. Така да, кремот од урда е готов. Убаво мазен испадна, баш онакво како што треба да биде. Сега ќе ги ставам компирите и веднаш ќе почнам да го правам чипсот од прас. Ова ќе биде сосема доволно. И сега да ви кажам трикче за празот. Многу е едноставно. Го појачуваме огнот. Во празот имаше сол во водата кога го обарував. Меѓутоа ќе додадам сол и во брашното. Чипсот мора да биде солен. И сега што правиме? Зимаме од празот, вака, го процедуваме малце, го шириме и го ставаме во брашно. Едната рака треба да биде сува. И оставаме на работната површина. И така постапката ја повторуваме се додека имаме прас.
Празот го испанирав. Сега ќе оставам да се пржи, да видиме само каква е маснотијата, дали е одлично. Супер загреана. Одлична температура и за компирите. О, браво. Ова е компир кој има доста скроб и има доста шекер во него поради скробот, затоа и вака убаво потемнува или добива златна боја. Токму она што ми требаше мене денеска. Рибата веќе 2 пати ја премачкав со млеко со помош на четкичка, нели? И она си се пече. Уште некоја минута ќе биде готова. Така да денешното јадење е многу едноставно, многу брзо се спрема, многу вкусно, многу народно и секојдневно. Одлично. Ајде сега да го извадам компирот и веднаш да го зачинам. О, погледнете каква убава боја има. Златна боја. Одлично ми се допаѓа. Многу класично јадење, меѓутоа превкусно. Компиров едва чекам да го пробам. Само сега ќе му додадам сол, малце зачин. Празот си се пржи и верувајте, многу вкусно. Не само што изгледа, него и многу е вкусен. Еве, рибата е готова. Одлично. Јас би оставил уште 2 минути. Нека бидат 3, ќе биде таман добро испржена и све друго ќе биде готово. Празот мора да внимавате да не изгори, затоа мора постојано да го превртувате. И тоа што е испржено, веднаш да се трне на страна. Погледнете ова што убаво. Неправилна форма, многу вкусно. Ќе го разубави јадењето како вкус, тоа многу. Сега ќе земам едно мало тавче. Ќе го ставам на оган, а во него ќе ставам малце путер. Кога ќе се растопи путерот, во него ќе додадам малце лебни трошки и малце мелен лешник. Слушајте како крчка, како тропка компирот. За мерак. Ова ќе го ставиме од озгора. Празот е скоро готов. Исклучете го огнот и веднаш трнете го тавчето од шпоретот. Тоа почнува да мириса и на лешникот. Ќе го исклучам и тоа. Еве го тавчето е овде. Сега ќе земам малце макдонос. Ќе додадам во трошките. И всушност ова ќе го додадам од озгора. Видете.
Многу убаво мириса. Супер. Ја чекаме рибата, за рибата имам уште 10 секунди, таман јас да ја средам масата, да извадам чинија и да го направам сервисот денеска. Рибче убаво за мерак. Одлична боја. Е убаво е испечено. Е сега. Сега вака. Од еднава страна и ставам само компири. Сосема доволно. Една линија од кремот. Додадам црвени пиперки. Сосема доволно. Црвените пиперки додадам од лешниците, испржени со путер и со лебни трошки. И пирите ќе додадам од празот или празот ќе го ставам во друга чинија, затоа што овде ми е сосема доволно ова. А и убаво ми изгледа една убава голема порција. Тањерот е специјално само за риба. Друга чинија, кај ми е хартијата за бришење рацевја. Не треба никаков сос. Ја ова и така би си го грицкал колку е вкусно. Погодете ја само дозата на сол, не смее да биде многу солено. Единствено ако не пиете пиво, нели? Ево вие ситните. Се за мене. Одлично, драги мои. Едноставно, брзо, лесно, препознатливо и вкусно. Тоа е се за денеска.